Добро вечер. Гледате директно. Нов извештај на Европската комисија, слаб напредок во реформите, нема уставни измени и без јасен сигнал за забрзување на европскиот пат. Додека Црна Гора и Албанија чекорат напред, Македонија повторно лета во место. Дали по изборниот успех владината коалиција ќе се охрабри да го отвори процесот на уставни измени и какви гаранции ќе бара од ЕУ за да нема нови уцени од Софија? Дома нов политички баланс по локалните избори, власта со зацврстен легитимитет, опозицијата со разнишани позиции. Дали новиот политички капитал на ВМРО, ДПМН и Вреди може да ги отвори вратите кон Брисел? Директно вечерва со Андреј Петров. Добра вечер, добре дојдовте во студиото. Маријан Ѓорчев, добра вечер и за вас. Добро вечер. И Ибрахим Мехмети, добра вечер и за вас, добре дојдовте во студиото. Ви благодарам што се одзвавте на поканата. Реков, веќе имаме нов извештај од Брисел со условно речено стара дијагноза она што се провлекува во последниве 2-3 години со послаб напредок во реформите. Уставните измени уште еднаш ни се потенцирани како предуслов за почнување на преговорите. Корупцијата и судството остануваат болни точки, но по успехот на локалните избори на партиите во владината коалиција, пред се на ВМРО, ДПМН и Вреди, дали сега има еден нов, условно речено, политички капитал кој што владата може да го искористи за да го придвижи процесот на напред кон него? Па мислам дека, знаете како, тоа е прашање кое не е поврзано директно со резултатот на изборите. Веќе тоа е определба која треба да има секоја партија која се залага дека е за евроатлантски интеграции. Тоа треба да е еден од приоритетите, да ја движи земјата напред. Концептот кој го имаше минатата влада со денот на изборите, кога таа го изгуби изгуби поддршката од граѓаните, дојде нова влада. Очекуваме да видиме сега која е таа понуда што ќе дадат на граѓаните. Веќе помина година и пол, меѓутоа гледаме дека статус кво позиција. Дали ќе се охрабрат, не знам, би сакал искрено да државата тргне напред и да не е доволно да кажете, знаете, ние имаме цврсти позиции, ова не е решение. Ако тоа не е решение, граѓаните очекуваат да се види какво е решението. Добро, има разлики од порано до сега во смисла на тоа што ВМРО ДПМН предизборно настапуваше, зборувам за парламентарните избори со познатата платформа за не за бугари во устав без цврсти гаранции, а Вреди се мачеше со легитимитетот на нивната политичка битка со ДУИ. Сега тоа веќе некако не е на маса. А мислам дека тие со тек на време ги синхронизираат очигледно ставовите, бидејќи си дел од заедничка влада и нормално е да тоа го прават. Искрено се надевам дека нема да влезат во една замка во која влезе, да речеме, претходната влада на ВМРО ДПМН. Знаеме сите што се случуваше со Букуреш, ги знаеме сите настани. Се надевам дека брзо ќе ги движат работите напред. При тоа, како човек што живее тука, како македонец, битен ми е да биде нормално гарантирано достоинството на граѓаните. Како тоа ќе се одвива, зависи од владата. Она што малку е чудно е што тука имаме една проактивна опозиција, улога од опозицијата, визави тоа што сметам дека е погрешно. Владата треба да биде таа што практично ќе ошири консензусот околу тоа прашање. Благодарам. Ѓорчев, вашиот став е и по завршените избори и по пораките кои што се повторуваат од Европската унија. Па како и секој извештај, ово е 18 од 2008 година после потпишањето Европско партнерство под претседавање на Словенија. Секоја година, нели, добиваме извештај. Извештајот е, би рекол, умерен. Се поздравуваат умерениот прогрес во делот на усвојување на патоказот за владење на правото, започнување на реформите во администрација и во унапредување на работењето на демократските институции, формирањето на Советот за соработка помеѓу владата и граѓанството. Тоа се тие елементи кои се позитивни во делот на оние, би рекол, нормално забелешки кои што Европската унија ги има. Тоа е во делот на искажувањето на волја за соработка со сите, за почитување на договорите со Грција и Бугарија и нормално забелешката за усвојување на уставните измени кои што според Европската комисија државата презела врски, а не се реализирани. Така што во тој дел нема ништо изненадувачки. Македонија си чекори
по тој пат кој што си го одбрала уште од 2001 година со таа реформирана агенда за проширување, прво преку спогодбата с Европската асоциација, потоа преку кандидатскиот статус 2005, 2001 спогодбата, 2008 Европското партнерство, 2009 ослободување од визниот режим, обиди до 2012 диалог на високо ниво. Сега зошто актуелната влада, која што има сега зацврстен легитимитет со председателските, со пред тоа парламентарните, сега и локалните избори, би одела спротивно на волјата на граѓанството, кое што и 2022 година јасно со огромен број излезено масовни протести укажува дека начинот на кој што тогашната влада и тогашната коалиција СДСМ-ДУИ се обидуваше да наметне едно решение, не ја извлекува поуката од неуспешниот референдум, дека спротивно на волјата на граѓаните, без референдум, го крстија консултативен, се одлучија да го сменат името на државата, а подосна без консултација со опозицијата и без консултација со граѓанството, решија да одат на усвојување на Претпоставувам затоа што нема друг пат, а ако генералната определба е да се оди нанапред кон ЕУ, ќе треба да се направат и некои чекори кои што можеби треба да се наречат храбри или болни или како и да е, меѓутоа да се откочи овај процес. Зависи како гледате, дали реформите и процесот на приширувањето е согласно со волјата на македонскиот народ, целото граѓанство, или работите со индивидуални агенди на лидери кои што до сега, да речеме, во Македонија повеќе ја потенцирале материјалната подлога на своето работење како лидери, едно зборувале, друго мислеле, трето правеле, четврто кога се заминувале, се покажува што работеле. Така што мислам дека ако граѓанството ви дава подкрепа, Европската унија во овој момент доживува тешка трансформација. Ние во овој процес, ако гледаме од 2001 година до сега 25 години, Британија излезе од Европската унија, Исланд ги прекина преговорите, Грузија ги замрзна преговорите, сега Чешка, Словенија, Чешка, Словачка и Унгарија прават некој си договор околу но тие се внатре веќе. Не, тие се внатре. Многу е различна ситуацијата на Грузија и на Чешка и Словачка. Добро, ама Грузија еве покажува дека нивното достоинство исто така многу важно, не сака да ги трпат последиците како што доживеа, да речеме, Украина. Сака да живеат достоинствено, да живеат и со Европската унија да чекорат, но исто така да ги користат ресурсите за својот стандард. Така што сметам дека овој извештај е нормален, логичен, меѓутоа владата треба да продолжи по тој пат кој што го сака македонското граѓанство. А тоа е дека ние да чекориме кон ЕУ, ние чекориме кон ЕУ, правната основа. Со тие гаранции или со идентитетот кој што мора да остане неспорен. Тоа е единствено кој што ние треба да го правиме. Практично да, истото прашање на оваа тема. Мислам дека не можеме да очекуваме ништо повеќе или подобро од ова, со оглед на тоа дека владата во мината година па и подолго беше преокупирана со етаблирање на својата власт, да речеме. И тоа се случи, значи имаме и централна председател, имаме и локална власт и елиминирање на опозицијата на некој начин или максимално ослабување, ако не елиминирање. И мислам дека многу малку беше посветено на наоѓање решение, како што беше ветено за време на парламентарните кампањи мината година, кога се тврдеше дека после тоа ќе правиме вакви такви напори, тоа не се случи. Граѓаните не можат да бидат директен учесник во преговорите, они даваат овластување на политичарите и политичарите треба да наоѓаат решенија. Не може да речете граѓаните го сакат ова или тоа, бидејќи не ги прашуваме ние секој ден. Односно политичарите не ги прашува секој ден. Мислам дека да, мене ми е јасно дека расположението кај еден голем дел од населението за интеграција во Европска унија опаѓа и мислам дека е време да се отвори отворен разговор, диалог, што тоа значи и кој е патот што треба да го избереме. Не можеме со години да стоиме на место и да се бориме со истиот проблем, а гледаме дека тој не се решава само од себе. Така да мислам дека, како што кажа и ти, треба или болно решение или болно откажување, не знам што друго. И Европската комисија го потенцира политичкиот моментум како платформа за идното проширување, па дури вели Црна Гора 2027 би можела веќе да стане и членка на
Унијата. Албанија 27 може да ги заврши преговорите. Во такви услови, тука е она што претходно го прашав Ѓорчев, но меѓутоа еве да го чујам и вашето мислење, а еве и на Ѓорчев уште еднаш. Каде би била Македонија? Бидејќи повторно сега некако се етаблираме во групата на Босна, Херцеговина, Србија, Косово. Што е најлошото решение за Македонија. Македонија никако не смее да дојде во оваа група. И знаете, кога ќе добиете власт и кога ќе ве гласаат граѓаните, имате и обврски. Значи, точно е дека мислењето е такво, меѓутоа вие имате обврска како сето тоа да го артикулирате за да дојдете до решението за државата да ви оди напред. Затоа што алтернативата е да стоиме во место и да кажеме окей, тие така мислат, ние вака мислиме, сите други ќе одат напред, ние ќе останеме во оваа група на, да кажем, држави со проблеми. Значи, не сакам ништо лошо да кажам за државите што ги спомнате, меѓутоа Македонија реално не припаѓа таму во таа група. Македонија беше многу блиска до оваа Адриатик група, потоа влезе во оваа група. Втора, јас не би сакал да одиме сега во трета последна група која на некој начин ќе значи да сите тие работи кои би требало да ги добиеме порано, да ги добиеме подоцна. Секогаш го илустрирам со еден пример, да речеме, луѓето бидејќи треба да им илустрирате што тоа значи. На пример, нашите студенти за да студираат сега во странство треба да платат илјадници евра, а студентите од Европска унија, од било која од овие земји, студираат за без пари. Се стекнуваат со нови знаења, овозможуваат потоа тие знаења. Тоа е само еден пример, има уште многу такви кои можам да ги дам. Навистина, мислам дека треба да се бара решение. Владата има обврска за тоа. Кога ќе ви изберат на функција, не сте таму само за да ви аплаудираат. Туку имате и обврска како да работите во интерес на граѓаните и да носите понекогаш и тешки одлуки. Некогаш се непопуларни. Не може да очекувате само да ви аплаудираат. Смислот на политиката не е само популизам и да бидете популарни и да ве сакаат, понекогаш треба да направите нешто што сметате дека е добро за државата. Добро, Ѓорчев, што би можело да се направи, а за да сепак се придвижи овој пат? Ако веќе постои генерален консензус во општеството дека да, нашето место е таму. Па што би може да се направи? Најпрво треба да убедиме Европската унија дека оно што е направено со Македонија е неправедно, некоректно и има многу тон на политичка интерпретација на владење на правото. Ако Црна Гора со еден огромен, би рекол, огромна корупција и криминал, бродочињето од бар низ цела Европа и клановите кои што дистрибуираат таа бела субстанца, можеше да и се даде да отпочне преговори 2012 година, тоа можеше да се направи за Македонија, затоа што имаше и пресуда од Хаг, кај што кажуваше дека Грција не може да блокира Македонија. Меѓутоа, европските челници према Црна Гора беа благонаклони и дозволија и покрај огромната корупција и криминал кој што се знаеше како е во Црна Гора, како функционира тоа, бари па од тука низ цела Европа, за Македонија се заборави владењето на правото, дека Грција не може да блокира Македонија доколку го користи акронимот ФИРОМ. Но тоа е Европа. Токму затоа треба да ја кажеме на Европа, достоинствено, како секоја, ние бараме ништо друго, дајте ни ги тие политички критериуми што важат за Молдавија, Украина, Црна Гора, Албанија, Србија, како тие почнаа преговори, политички решите Македонија да ги отпочне преговорите без условување, затоа што ни Црна Гора, ни Србија не го смени устав да се откаже од Косово, па и дадоа да почне преговори. Црна Гора не го реши криминалот и корупцијата, па и дадоа да почне преговори. Молдавија има проблеми. Но тука Македонија се согласи на тоа. Се согласи, но пазете, Македонија се согласи без владата, без да обезбеди во собранието, значи вие може да се согласите, јас може да ви кажам ќе дојдам на мисијата и да не дојдам. Владата зема обврска, ама не обезбеди двотретинско мнозинство. Значи вие кога ќе земете обврска, мора да преговарате со опозицијата и да кажете да, ние сме согласни затоа што имаме 81 пратеник да ги изгласа уставните измени. Ако вие само дадете збор, а подоцна не го реализирате, значи тоа е фейлт, тоа е погрешно. И тука е таа стратегија. Сега треба владата да превземе чекори, да убеди според мене кој е чекорот. Во собранието да се изгласа со големо мнозинство, да влезат бугарите во уставот со одложено важење, да го изгласаме ние нашиот устав што ќе го дадеме до Европа. Зашто тоа на крајот на криштата. Добро, но на тоа треба да се согласи Европа, дека тоа ќе биде доволно, тоа дали е возможно. Ама Европа предложено и одбиено. Да, тоа е добро, мислам со тоа јас се сложувам, меѓутоа тоа беше предложено и беше одбиено. Ама видете, Андреј, Европската унија не си го почитуваше својот суд на правдата,
кој што каже дека Македонија може да почне преговори. Зошто Европскиот суд да не уважи одлуката на собранието двотретинско дека сакаме немаме ние ништо против бугарите во уставот, тогаш кога ќе ги завршиме преговорите. Тоа е многу легитимно. Но Мехмети, дали ова Тоа е тоа. Калимеро нема правда политика може да функционира и да ја обстои, да ја задржи Македонија односно да ја помести нанапред кон сите реформи кои што ни се потребни за да го имаме стандардот ако посакате на ЕУ, тогаш не би ни требала ЕУ. Меѓутоа сме виделе 30 години дека тоа не е возможно. Ние сме кажале дека сакаме да бидеме дел од ЕУ, сите партии, и власт и опозиција, и тие што постојат, и тие што веќе не постојат. И сега прашањето како тоа да се изведе. Овие аргументи што ги користиме, има голема почит кон господин Ѓорчев и како политичар, не се однесува директно на вас. Слободно може да спорите со аргументите, сите имаме почит во студиото. Не зборам за аргумент, туку за односот. Значи не можеме постојано да ги повторуваме тие неправди, бидејќи гледаме дека тоа не функционира. Значи они викаат имате обврска, гледате Марта Кош доаѓа секој пат исто кажува и во Брисел и во Скопје и во регионот. Уставните измени и така натаму. Ние треба да кажеме односно нашата власт стално вика тоа не е никаков проблем, тоа е најлесната работа, не ли е така? Да. И они вика па зошто не го направите? Затоа што ова па вика не може тоа така. Не може да поставиш услови на некој од кого очекуваш да те оценува. Значи не ги оценува ние нив, они нас не оценуваат. И Албанија, и Црна Гора, и Србија, сите имаат проблеми. Шведска го смени уставот за да влезе во НАТО. Значи не е тоа нешто невидено во светот, и не е само Шведска. Сега наша несреќа е што имаме земји членки кои што се таму пред нас и они може да ни постават услови. Ако чекаме уште малце, може да имаме нови вакви ситуации. Тоа е проценка на политиката. Политиката треба да процени кај не води ова. Ако ние се повикуваме на тоа дека ние сме направиле ово и сега очекуваме награда за тоа, да, тажно е тоа. Навистина, јас ги разбирам сите овие да речеме, разочарувања, што ги слушам не само денеска, но тоа не може да не извлече од оваа ситуација и затоа мислам дека треба нешто, како што реков, или како беше храбро решение или храбро откажување. Оти ние де факто сме во откажување, само тоа не го кажуваме. Кажуваме дека чекаме, нели беше да се смени власта во Бугарија, да имат политичка влада. Се смени политичка влада, немаше, дури мислам дека ни следи немаше. Може би имаше така протоколарно, немаше да се седне на маса, да се разговара. Вас ве чекавме, дај да видиме. Се обиде председателката беше на 2 пати, 3 пати средби имаше со Радев. Тоа беше повеќе имаше скандали во фокусот колку што вистинските разговори, за жал, нели за знамето, за ова, за протокол, тие работи кај нас беа поистакнувани отколку она што е суштината. Но тоа е тоа, мислам, извештајот тоа го потврдува и денеска мислам дека Марта Кош тоа го повтори, не дека она сака. Туку така функционира тој систем. Мицковски денеска во Брисел вели со председателот на Советот, ги повторивме нашите позиции, веќе познати позиции, меѓутоа сме тука и не се откажуваме од европскиот пат. Колку овој нов домашен политички капитал што сега го има, ќе му помогне надвор на Мицковски? Доколку сака да влезе во решение на ситуацијата, тоа може да му помогне. Знаете, имате сепак голема политичка моќ, нема редовни избори на повидок уште наредните 2,5 години, што значи дека ако се сака да се решава проблемот, има доволно време да се реши проблемот. Мислам дека се создава амбиент во општеството дека тој проблем на некој начин мора да се реши. Идеално би било ова решение што еднаш и владата на СДСМ го бараше, беше одбиено, што кога беше актуелна власт и ова што сега се спомнува од страна и на господин Ѓорчев, сум го слушнал и од други луѓе од ВМРО ДПМН и од владата, да може да се издействува одложено дејство, меѓутоа тоа е нешто што е наша желба. Тоа е нешто со што Европската унија не се сложува. Дури слушаме во нивните пораки дека тоа некако како да е ставено ад акта, како да не е веќе во
простор за преговори. Сега секогаш има. Секогаш има простор за да се разговара, меѓутоа тоа го знаат оние што учествуваат и за тоа се должни на некој начин и да информираат и јавноста и граѓаните, бидејќи видете. Прашањето ми е, мислите ли дека може тоа да се издействува во еден ваков политички контекст, а имајќи го предвид и руското влијание на Балканот, кое што очигледно Европа сака да го стави настрана, односно да го минимизира? Мислам дека може да се издействува ако има волја од сите страни. Прво, што е важно? Важно е да за тоа има волја од страна на Европската унија. Ако нема волја од Европската унија, ние самите тоа не можеме да го постигнеме, бидејќи тоа е нешто што не зависи од нас, зависи од нив. Таму во Европска унија се уште одлучуваат со консензус и ако има заложба, нели дека тоа ќе се промени. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите, меѓутоа ние не можеме да чекаме до недоглед. Знаете, веќе тоа не значи дека треба наврат нанос нешто по секоја цена или за брзо да го направиме. И тоа генерации и генерации остареа и ние се уште се изморивме од тоа чекање во државата дека само што не дошло време, само што не сме почнале нас едноставно таму ни е местото. Ние сме мала држава, не можеме да бидеме изолирани од тие глобални текови. И навистина жално, ако видите структурата околу нас, Грција е добро, стара членка на Европска унија, не од оние најстарите, меѓутоа сепак многу етаблирана. Бугарија е многу напредната, еве од 1 јануари почнуваат и со еврото го воведуваат како валута. Замислете ситуацијата кога и Албанија ќе биде и Црна Гора, така да ние ќе бидеме од секаде уоквирани со Европска унија, само ние ќе бидеме острово некое заедно тука со со Косово и со Србија, која нема да биде Европска унија. Тоа за Македонија не е посакуваното сценарио и за граѓаните на Македонија не е посакувано сценарио. Тоа треба да се работи на тоа, да проблемите се решат, не да проблемите заради тоа што си ги поставуваме условите ние на себе. Ѓорче вели тоа е можеби желбата на народот што живее тука, дека не сака под тие услови да го направи тоа. Па не, добро, ама тоа е тоа што како да кажам, тоа што е легитимно и народот. Или мислите дека во оваа комплексна македонска ситуација и етнички и на секој друг начин тоа не е одржливо сценарио? Не мислам дека граѓаните се сакаат да исклучат Европската унија како перспектива. Точно е дека имаат свој став категоричен по однос на ова прашање. Мнозинството на сите анкети тоа го покажуваат и тоа не може да се игнорира. Грешите, секој што го игнорира ќе сгреши, како што покажа и резултатите, да кажам, на претходните избори. Меѓутоа, она што треба да се свати е дека граѓаните сепак се изјаснуваат во огромен процент за Европска унија. И сега вие треба тие две навидум дивергентни линии да ги доближите, да ги конвергирате, да видите кој е тој најмал заеднички содржател и како да ја пробиете таа брана. За тоа треба и поддршка од пријатели. И се знае кои се тие 2-3 држави во светот кои генерално имаат механизам како тоа да го одмрзнат, како да најдат нешто тоа да може. Ова со граѓаните, јас сум убеден дека граѓаните навистина се разочарани од ова што се случува во односот со Бугарија. И политичарите, ја ги разбирам, не дека мислам дека тоа нешто без врска. Ги разбирам и емоционално луѓето се оптеретени, имаме пријатели кои знам дека пред мене нема да глумат, но проблемот е што треба да се зборува отворено. Треба да се каже, ова што фали во дискурсот на владата и во јавноста е дека цело време се кажува, односно цело време се зборува дека Европска унија нема начин ќе попушти, ќе не прими вакви какви што сме, затоа што на нив ние им требаме, и тоа се слуша многу често и од аналитичари, и од политичари, дека они нема што ни прават, едноставно ќе не земат такви. Само треба да чекаме доволно долго, но мислам дека е пофер да им се каже на луѓето, добро, и ние сме повредени, и вие сте повредени, вашите чувства. Ако останеме надвор од унијата, ако другите ова што го зборуваме дека Албанија, Црна Гора и сите околу нас и гледаме како се развиваат, нивните GDP како растат по 2-3 пати од кога се примени таму, ние ќе останеме во ваква ситуација. И треба да се направи и некаква економска анализа, не знам што, и стратешка анализа, и да се каже, ние имаме ваков избор. И тоа ќе видиме што ќе каже народот. А ако постојано им се каже дека, еве, чекаме политичка влада, па чекаме Европска унија да се реформира, па чекаме да се смени, чекаме да се смени Европската влада, да дојде нова структура, дојда и тие се конзервативци, но не се смени ништо, затоа што така функционира. И
Тоа мислам дека е покоректно кон народ да му се каже дека бака ова не очекува, па вие бирајте. Повелете, Ѓорчев? Од моја голна гледина се разбира. Јас лично сметам дека македонскиот народ тука и од делот на овие 80 години државност секојаш го красало трпеливоста и истрајноста и вербата дека ние можеме да успееме во нешто секој сме одели по трнливиот пат. За разлика од другите кои што велат дека потребно или да се откажиме или да одиме, не би го отфрлил, еве, јас сум бил тој кој што сум преговарал со Европската Унија. Значи, ние сме вложиле толку многу напор, толку многу жртви сме дале, пред се во граѓанството, по својот стандард, по својата економија, по своите работни места, што би било навистина недоследно сега да се откажуваме од тој пат, меѓутоа треба да најдеме начин, исто така, она што вели Андреј добро, дивергентните линии да ги споиме. На каков начин? Македонија може да преговара со Европската Унија на овој начин. Како што влеговме со земјоделието, еве јас бев тој кој што преговараше во агрокомплексот и сега сме 23 години, од 21 година, од 2004 година имаме референца да извезуваме нашето смрзнато, свежо, дехидрирано, конзервирано овоштие, зеленчук, свежо да одат на европските пазари со македонскиот агрокод, МКД, да се продава во Берлин, во Ротердам, секаде. Така можеме да бараме дерогација на одредени гранки стопански, затоа што ние не можеме наеднаш да кажеме ние имаме правен основ. Ние преговараме 25 години со Унијата. Во стабилизација и асоциација сме втора фаза од 2018 од 1 јануар. Кандидатски статус имаме, но ние не можеме да прифатиме нешто што е против стандардите на Европската Унија за проширување. Нема друга членка што е барано таков услов. Значи ние мораме да го кажеме на Европската Унија, тогаш дајте ни дерогации, дајте ни во машинската индустрија имаме фабрики за резервни делови, имаме текстил, имаме земјоделие кое што е веќе дел од Европската Унија. Имаме студенти кои што треба да студираат по подобри услови. Чекор по чекор, градејќи ја економската база на Македонија преку пактот за раст, веќе 2 транши ни префрлија. Зошто ни префрлија? Заради тоа што гледат дека се одвиваат реформи. Со новиот британски кредит кај што имаме ААА референца 3А. Префрлиан, меѓутоа не со капацитетот со кој што требаше да ни префрлат и не со обемот, бидејќи дел од реформите не се завршија како што требаше. Ама 2 транши се префрлени. Сега имаме британска можност да ни помогне со нивната референца, каматна стапка, имаме проблеми со претходните евроврзници, треба да се решават. Македонија може да чекори. Тоа не може да биде замена за полноправното членство да биде во замена, Европската Унија. но вие имате свој пат во Европската Унија. Тој е тежок и неправеден кон Македонија. И Европската Унија тоа може да го види. Вие реформите, нашите реформи се за нас, за сите тука што сме, за македонските граѓани, не се за Европската Унија. Треба да бидат. И ако ние ги правиме, меѓутоа еве извештајот вели, во судството слабо. Во антикорупцијското делување уште послабо за пазете сега. Во во антикорупцијското делување имаме прогрес. Прво ДКСК работеше извонредно. Имавме прогрес, и оваа година со случувањата во антикорупцијска се случи тоа што случи. Тоа е нотирано како сериозна забелешка во извештајот. Со претседателката. Тоа е тоа, за претседателката. Меѓутоа, објективно гледано, Македонија чекори напред. Еве, земете го и растот на бруто општествениот производ, земете го стандардизирањето на девизните резерви, она што представува растот на некој начин на сето како економски компоненти. Ние не стоиме во место, не тапкаме место, туку се движиме напред. Се развиваме. Унгарскиот кредит за локалната самоуправа. Не може структурни реформи без структурни пари, господине Чадиковски. Мора да имате пари за да правите структурни реформи. Унгарскиот кредит не е врзан со никакви реформи, господине Ѓорчев? Како не е врзан? Со кои реформи е врзан унгарскиот кредит? Ако вие извојувате во локалната самоуправа годишно 35 милиарди денари, а наеднаш преку унгарскиот кредит и давате на локалната самоуправа 130 милиарди денари, значи вие давате 4 годишни буџети на локалната самоуправа да тргне, но не се да ги врзани решава со никакви реформи, тоа беше за да има патишта и за Ама пазете сега. Реализацијата е слаба, немаше ништо за животна средина, например, во тие проекти што е основна болка на најголем дел од општините за градувањето. Сега ќе дојде до тоа. Значи, вториот добро, тоа е друга тема, ајде да речам. Друга тема е фактот дека имате пари прв пат, значи 4 буџета се тука и веќе во втората транша сигурно ќе дојде фабриката за рециклажа, фабриката за производство на метан, одно што представува есенција за развојот по зелената агенда. Ние и така сме добри во зелената агенда, да знаете. Европската Унија тука ни дава добри референции.
Ние имаме проблем само кај темелите, кај фундаментите. Токму тоа што не кочи сега во преговорите со Бугарија. Добро, куќата се гради од темели, а ние мораме да повикаме малку и реклами, па ќе се вратиме во студиото. Останете со мислата. Се јаки да ви кажам, пирамидата си е правилно поставена. Сега темелите на Европската унија какви се ќе видим. Добро, реклами. Повторно во студиото на Телма. Во првиот дел од емисијата разговаравме повеќе за европскиот извештај и за начините за деблокада на европскиот пат. Не видов дека можеме се уште да го најдеме оној што вели Петров НЗС на делувањето, меѓутоа можеби политиката и политичарите ќе се обидат тоа да го пронајдат. Кажав и во најавата, локалните избори ја зацврстија позицијата на власта, дополнително можеби ја разниша позицијата на опозицијата. Петров, ајде ќе почнам од вас повторно и ќе го упатам прашањето за партијата од каде што вие изворно доаѓате и припаѓате, СДСМ, која го имаше најслабиот изборен резултат во историјата. Ова дали е последен аларм, дали е после алармот или е почеток на реорганизација како што сега вели раководството на СДСМ? Па се надевам да биде така. Ова е последниот аларм. Веројатно тој праг од 125.000 гласа е најнискиот до сега што некојаш воопшто во историјата СДСМ го достигнал. Јас што можам да кажам, СДСМ е голема идеја. СДСМ беше практично едно движење со кое се идентификуваа голем број на граѓани и очекувам сега да се малку смират страстите. Нормално е, кога има избори, секојаш се тој адреналин доведува да страстите зоврејат и раководството, и поранешни раководства, и овие кои денеска даваат оставки, кои сметам дека не се виновни за тоа што не сметам дека, не знам, Чупевска или Галетановски или Коста од Ѓорче се виновни за поразот. Треба и тие да преспијат. И овие што не даваат оставки, тие да преспијат, а и оние што бараат оставки, што ги има и такви, и тие да малку ги оладат емоциите, да се седне, да се разговара, зашто мој став е дека џабе кој ќе го има клучот од Бихачка, од зградата, ако ние изгубиме душата на партијата, ако членовите се разочаруваат. Добро, нова раководство веќе повеќе од една година раководи со партијата, и резултатите се такви какви што се. Не можам да кажам дека се добри, резултатите се лоши и било кој обид некој да каже дека ова е добар резултат е погрешен. Значи партијата мора сериозно да разговара и за кадровските грешки што ги има, мора да разговара и за програмските грешки што ги има, мора да разговара и за позиционирањето во тоа. Меѓутоа тоа е дебата која треба да се одвива внатрешно во партијата и мислам дека до тоа ќе дојде и дека членовите на СДСМ сепак треба да имаат верба дека овој голем систем ќе издржи оваа криза и ќе излезе појак. Секоја криза е голема шанса да се оди напред. Филипче рече дека нема намера да дава оставка, дека тоа е само година и пол на лидерската позиција. Таква една ситуација имаше и пред 7-8 години, кога Мицковски исто така дојде во ВМРО ДПМН, ги загуби први локалните избори. Не ги загуби локалните. Тие беа уште во времето на Груевски, да. Тој ги загуби парламентарните избори и обстоја на тој пат. И обстоја на тој пат. Еве сега гледаме дека предводи едно силна партија и силна. Мислите ли дека има ли материјал во актуелното раководство на СДСМ да го направи тоа што го направи Мицковски со ВМРО ДПМН? Видете, треба сериозни коренити реформи. Мислам дека ако се вистински погледне вистината во очи и ако се разговара, јас сум против пребрзи одлуки, пребрзи решења. Прво, оставката е личен чин, не можете некој да го натерате да ја даде ако не сака да ја даде оставката. Втора работа, не мислам дека брзоплети потези за ден, два, за 3, за 5, за 10 нешто ќе решат. На државата е потребна силна опозиција. Тоа секогаш го знаеме дека секогаш потребна. За државата е добро да има силен СДСМ и да биде коректор на власта. На СДСМ е обврската да размисли заради тоа што во моментот спектарот на политички партии се шири и не е иста ситуацијата како што била пред 15 години. Многу побрзо работите се случуваат.
ова се некоја нова генерација на луѓе и ние на тоа мора да се адаптираме, ама тоа е работа која треба да ја дискутираме внатре во СДСМ. На СДСМ ништо не му значи тоа што да речеме ВМРО ДПМН повикува на оставка на Филипче. Тоа напротив тотално ништо не е. На СДСМ не му значи. Ние треба внатре да ги оцениме сите работи, да не го амнестираме никој од грешките. Направени се грешки кои беа очигледни. Меѓутоа треба да се седне да се разговара и да се има при тоа почитување спрема сите, особено спрема некои кои долги години, да кажеме, се имаат вложено и кои се на маргините. Да речеме, ќе илустрирам со еден пример. Куманово и Карпош, СДСМ немаше да дозволи да се избере градоначелник од власта ако повикаш да се гласа за опозиционите партии. Во Карпош изгуби Јакимовски за 1000 гласа, а Максимус се спаси за 1000 гласа во Куманово. Имавме можност да го решиме, знам, на овие избори. Му ја продолживме, за тие работи треба да се дискутира. Ама тоа се работи на кои не треба да се затвараат очи. Тој што тоа ќе го посочи, не значи дека и мисли лошо. Инструмица беше некако препуштена, барем така изгледаше од аспект на за тоа не можам да кажам таму. затоа што не знам што се случува таму, ама во Карпош точно знам што се случуваше и не би сакал за тоа многу да зборам и точно знам дека за 1000 гласа изгуби Диро во Куманово, кај што можеше да добие со оглед дека имаше капацитет да се добие. Многу слаб беше Максим нови избори во Куманово. За жал, доби уште еден мандат. Ѓурчев, на ВМРО ДПМН, например, што повеќе би му одговарала ваков СДСМ, каков што е сега, или и зајакната левица, или еден СДСМ кој што ќе се засили, а левица ќе биде на пониско ниво. Бидејќи таа е таа трета партија што и сега излезе како некаква алтернатива на левичарското движење или на социјалдемократијата. Разликата меѓу СДСМ и Левица е огромна. Левица се определи дека е против Европската унија и против НАТО. Таа е единствена партија која што не ги дели ставовите на сите други политички партии во Македонија и како таква И тоа е прашање, треба да се види после овие избори, бидејќи на неколку пати нивниот кандидат за градоначелник Добро, тоа е внатрешна виќе работа која што ќе се одвива во редовите на Левица. Меѓутоа СДСМ е партија која што од 90-та година, прво како СКМ ПДП, а од 92-та како Социјалдемократски сојуз на Македонија, со основачите Бранко Црвенковски, Ацо Гештаковски, Тито Петковски, Ѓорѓи Спасов, Сашко Насев, Никола Поповски. Тоа се луѓе од кои што еве Сашко Насев, Никола Поповски, тука Андри Петров, луѓе кои што имаат тежина, кои што имаат капацитет, кои што имаат квалитет. И СДСМ на некој начин со ова последните години од, да речеме, минутажата на Зоран Заев, како лидер на партијата, не покажа капацитет да ги вклучи тие луѓе во градењето на една силна партија. И рефлексијата дојде од членството на СДСМ. Ароганцијата, недопирливоста, елитизмот, клиентилизмот. Знаете, социјалдемократите е потребна на Македонија, затоа што Македонија произлегува од едно општество кое што долги години беше, наречиме, левата страна, работничката класа, владењето. Нормално дека има допирни точки со социјалдемократијата во европска димензија, социјалдемократија. Тоа беше социјалдемократскиот сојуз. Сигурно дека е потребна силна социјалдемократска партија во Македонија, со јасно профилирани ставови и со луѓе со кои што, еве, јас сум соработувал со многу луѓе од СДСМ, со нивни подпредседатели, председатели, челници, како човек од ВМРО ДПМН во тие години на моје учество во партиското раководство. Така што мислам дека на ВМРО му одговара силен СДСМ, но поентата е повеќе му одговара силен СДСМ од силна левица? Апсолутно. Затоа што се јасни се реперните точки кои што двете партии гравитираат, каде е ВМРО ДПМН со својата идеолошка ориентација, каде е СДСМ и секогаш може да се најде во македонското граѓанство, значи идеологиите се идеи кои што се представуваат пред граѓаните и граѓаните се определуваат за едната или другата страна. Дали на левата страна, дали во центарот, дали десно од центарот. Во секој случај тоа се партии кои што биле на почетокот на македонската државотворност и треба да и двете партии, сега ВМРО е во подем, едно време СДСМ беше така во подем, после 17-та година, после да речеме тој период. Тоа подем можеме условно да го сватиме. Мислам дека повеќе се во пад опозиционите партии од што е власта во подем. Ако гледаме и според бројот на гласови кои што ги освоија на Добро, сега нормално дека кризите после, јас ќе кажам, таа надменост, таа ароганција, таа високомерност, неуважувањето на старите членови, недопирливост до членовите и симпатизерите,
грешките кои што не сакаат да ги признаат. ЕВСЛ само уште повторува дека тоа е визионерство, подпишано договор со Бугарија. Не можете да толкувате визионерство кога тврдите дека имате заедничка историја со Бугарија само. Само со Бугарија. Македонија е дел од Османлиската империја и има заедничка историја и со грците, и со албанците, и со србите, Тука и нема со народ на бугарите. Балканов што нема заедничка Апсолутно. историја И во вие сега одредени прифаќате периоди. една таква флоскула дека Македонија и Бугарија имаат заедничка историја. Од тоа произлегуваат комисии, од тоа произлегува ревизија прифаќање на државничка историја на друга држава и со тоа тврдите дека нивната историја е праведна, а нашата историја е, да речеме, под знак на прашање. И такво нешто не може да го правдате да велите тоа е добро, тоа е визионерство. Не е добро, тоа е катастрофална грешка. И тука вие не може да го правдате тоа. Потоа подпишувате протокол во кој што се обврзувате да менувате брошури во музеи, да менувате табли на споменици, да менувате X работи, што значи и туторство во вашето државничко однесување. И значи тоа кога го викате дека е тоа успех, визионерство, а граѓаните ви кажуваат со протести, со револт, со гласање против и паѓате на 126.000 гласа. Значи вие не може да кажете ние остануваме доследни на таа политика. Да, европскиот пат, да, ама начинот го сгрешивте, пријатели. Начинот е сгрешен. Мехмети, малку, еве, уште на оваа тема, каква опозиција е потребна на Македонија пред да се вратиме на власта, можеби? Па, мислам, поважно каква власт не треба. Бидејќи кај нас општеството функционира на тој начин да власта ги диктира сите текови од државата. Јас памтам малце повеќе, барем 30 години, памтам многу добро што се случуваше. Кај нас никогаш немало влијание надвор од политиката во општествените процеси. Значи немаш ни еден писател, немаш ни еден пеач или спортист кој што ќе излезе со некој алтернативен или некој нов поглед или нов став, кој што ќе предизвика, да речеме, ќе предизвика нов дискурс. Нема. Политичарите диктираат све. И гледаме музичарите и тие што се најпопуларни и може да се прилично независни, они одат по политичарите. И имаш партиски и така натаму. Така да, каква опозиција? Мислам дека власта, еве, ако ги земе овие избори, Мицковски. Мицковски се покажа исклучително успешен во остварување на своите цели. Меѓутоа, не знам дали он размислуваше точно што ќе постигне, бидејќи сега ја видов на вечер дека ми делуваше прилично загрижен, барем така мене ми се биде, и резервиран, што е позитивно, значи не покаже еуфорија, зашто мислам дека стана свесен како ги постигна сите, мислам дека сите успеси што цели нема кого да окривува понатаму. Малам? Цела власт ја има. Значи мислам дека сите цели, барем тие што беа најавувани, ги постигна и мој впечаток, сега може да сум комплетно погрешен, тоа е само перцепција, дека он почна да мисли што сега. Не дека он ќе има проблем со владењето, бидејќи ги има сите полуги, може да ги детерминира сите процеси на крај на краиштата и успе ги не успе. Но што ќе се случи од другата страна? Која ќе биде реакцијата со тоа што он водеше прилично оштра борба, особено кон албанската опозиција, условно речено, бидејќи тоа е недискутабилно прашање, но е практичната опозиција, дуи и другите партии. И мислам дека тоа треба да се види кои ќе бидат ефектите, односно кои ќе бидат повратните реакции, зашто политиката е таква, нели? Не е тоа ќе заврши на работа и продолжуваш. Нели, ние се вртиме во круг, особено кај нас, и да гледам дека сите процеси и овие наративи што ги зборуваме ние и СДСМ и ВМРО и албанските партии, се рециклираат наративите, немаме нешто ново. И ние ако гледаме малце вака по дистанца, од дистанца ќе видиме дека ние сме во истите позиции, само што економијата е малку подобра и тука навистина мислам треба сите да видиме реални, луѓе се жалат дека ништо не чини, не. Економијата има доста напредок, односно стандардот на живот. Барем за мене што памтам како беше 90-те години. Тоа секако од самото време и сите економски светски текови тоа го и нашата врзаност со европската и светската економија тоа го донесува. Значи за тоа не е ексклузивно заслужна ниту една влада, туку целиот систем во последно време. Ајде сакав да ве прашам дали после овие избори
се црта сликата на во условно речено албанскиот политички блок вреди како легитимен представник во власта, која што досега беше критички оспорувано од страна на ДУИ. Тоа ќе остане таа дебата ќе се одвива до следните избори, кои да се случат тие, зашто треба да се види во контекст. Значи ние вака можеме да речеме тие се власт и тука што и да кажеме, тоа е факт. Но од аспект на политика, ако памтите пред изборите, они тврда кој ќе добие еден глас од овие две коалиции, тој ќе биде... Тоа го тврдеше ДУИ. Не, Влен дури и повеќе. Дури не инсистираше толку, бидејќи не беа сигурни дека ќе победат. Влен викаше, ние ќе победиме. Ако имате ви еден глас повеќе, добро, ама не, ние ќе имаме и... Да, но сега е малку нејасно што е тоа еден глас повеќе. На градоначалник има за 9 градоначалници, има вреди, има 4 тоа е критериум. За локални избори не е критериум. За парламентарни градоначалници. Да, за градоначалници вие имате мнозински систем. Значи за парламентарните избори беше ова дискусија. За локалните избори повторно се рециклираше ова тема и тогаш не беше до крај објаснето, но логиката е, може би каже, ја не сум ги гледал сите ни, дека рейтингот на партиите, односно легитимитетот, може да се мери преку советничките листи, некај градоначалничките, зашто таму имавме коалиции. И ако се вратиме на малце еден чекор, која за парламентарни избори Влен викаше дека не има чисти албански гласови, и ВМРО потврдуваше да така е, тие имат чисти албански гласови, затоа ние ќе ги земеме, не поради нешто друго. Ги имате снимките. Значи не дека нови избори секако детектираа крај на една политичка доминација на ДУИ во албанскиот блок. Не, зборам за не, ама дебатот дали се согласуваме со една таква оценка? Со која? Дека е тоа крај на политичката доминација на ДУИ, која што 20 години беше силно изразена во општеството. Избори. Јас тоа се обидувам да кажам дека таа битка, односно тој наратив, тие морални дилеми ќе се провлекуваат до следните избори парламентарни, потоа ќе видиме каков ќе резултат ќе биде. Ќе зависи од нас нормално и од јавноста како ќе реагира на тоа, но мислам дека тоа беше сака да го ставам во контекст на лошите политики и лошите практики кои што ќе имат последици во иднина. Кога поставаш така, кога викаш овие ги земам зашто има чисти гласови, ако што има помалце, ти тоа што отвараш нов, нели? Добро, но тука видовме гласање за кандидатите за градоначалници, каде што веќе не одлучува етникум, туку одлучуваше личноста на кандидатот. Не е баш така, зашто имаше заеднички кандидати ВМРО со Влен. Менди Чура. Не само него, и другите кај што не кандидираше воопшто, така да тие дилеми ќе останат политички. За мене не се тие толку важни во моментов, бидејќи таа реалност тие го имаат ова клучот од касата, државната каса, и ќе видиме што ќе направат. Тоа ќе збориме повеќе. Дали, да, повелете. Нешто околу ова што го загатна господин Мети. Значи, моје мислење е треба да излеземе од таа матрица и да кажеме дека сите партии во Македонија се македонски политички партии. Тоа е клучното. Да го напуштиме етничкиот елемент кој што секогаш алудира на национално-шовинистички, да кажеме, матрици. Значи, оној момент кога сите ќе кажеме сите партии во Македонија, во македонскиот политички систем се македонски политички партии. Некои се од македонскиот политички блок, некои се од албанскиот политички блок, има турски партии неколку, има ромски партии неколку, има влашки партии 2-3, српски партии. Тоа е природно и бошњачки партии неколку. Значи, ама тие се македонски политички партии, тоа е клучното. Ние не сме племенска заедница, па сега по главицата од едната заедница и по главицата од другата заедница да седнат и да преговараат, не имаме толку гласови, тоа не се гласови од джеп, тоа не се виртуелни. Не го прават Мајската спогодба од 2008 година е најголемата грешка од мојага нагледање, победник со победник. Пазете, тоа не се два етникума кои што се ви имате македонска држава, кај што субстрат на македонска држава е македонската нација. Како што во Албанија
Ама кој го прави тој договор? Ама Властите не или го правевме ние, го правеа странците. А како? Тоа е тоа, како? Се странците правеле. Па нормално така Кој е. го потпиша? Странците ли го потпишува? Ама добро, сугестијата се гледаше како е. Сугестијата се гледаше како е. ВМРО сега Ама од да една се довршам појава само, како да довршам. мултиетничка партија и за Не, не за мултиетни- малце Подемот се гледа во мултиетничноста. не може Подемот се гледа. Ама не може ВМРО тоа да го промовира кога знаеме какви политики води. Само Тоа сакам да кажам. само Треба секунда што да направите вие реформи. апропо ВМРО треба да прави реформи, а не само да барете од другите. Апропо- И тоаш може да ова да се согласим. Ама прво да направи реформи внатрешно. Ајде, има ли И во комоција статус веќе ова влада на ВМРО и вреди? мислам дека настана еден сепак баланс на политичките сили во така мене ми личи, не сум таму, повеќе не сум толку да кажам навезен за да можам детално да кажам, меѓутоа вака гледајќи од страна настапи некаков баланс на политичките сили и тоа е добро за демократијата, затоа што не може да биде ниту во едниот блок, ниту во блок. Прво не е добро да има блокови, ние треба сите да бидеме заедно. Меѓутоа не може да има никоја апсолутна доминација. Апсолутната доминација не е добра. Како што сега не е добра ова што се случува да тотално 54-5 колку зема ВМРО. Не е реално. Не беше добро ни за СДСМ 20 после 17-та кога И 17-та беше тоа сличното. Меѓутоа тоа на некој начин ги прави троми, комотни, тоталната власт велат тотално ве расипува. Така да некаков баланс на политичките сили мора да има, бидејќи тоа е идејата на демократијата. И мислам дека тоа е добро што се случи во албанскиот политички блок. Со тоа што се сложам, не би преюдицирал каков ќе биде конечниот резултат, ќе зависи на парламентарните избори. Тие ќе кажат како овие меѓучекори кои се случуваат, со што резултирале, да видиме дали тоа така ќе биде или ќе биде поинаку. Тоа ќе видиме. Јас ви благодарам што бевте вечерва гости на Директно. Благодарам на поканата. Да, па се гледаме и во друга прилика се разбира. Почитувани гледачи, тука е крајот на ова издание. Да, во оваа камера сум. Крајот на ова издание на Директно. Останете со нас, следуваат вестите.